во насока на градење на мултиетничко образование, општина Струмица соработува со повеќе проекти кои имаат за цел да ги здружат младите во училиштите клупи и надвор од училиштите клупи од, се разбира, различна етничка национална припадност. Во таа насока ние пред се и училиштата добивме соодветни обуки и како резултат на тоа наскоро во училиштата ќе започне реализација на посебни програми кои се однесуваат на интегрирано образование, како основно, така и средно образование. Работејќи на тој план, овие денови, преку проектот на Кралството Норвешка и Министерството за образование, секако и општина Струмица, соработката овдека е многу значајна, се организира еден уметнички караван кој има за цел од избрани 4 училишта на темата "Јас и ти сме исти", учениците од нашата општина да ги искажат својот однос, својот соживот со децата од другата припадност, децата од мултиетничкото училишта и децата од чистите училишта, еднонационални мислам. Во ова ликовна денес што ја имаме колонија, учествуваат 4 училишта од Струмица, и тоа Сандо Масев Струмица, Никола Вапцаров Струмица, Маршал Тито Муртино и основното училиште Дамој Груев од Куклиш. Секако морам да потенцирам дека наскоро веќе на наредните седници на Советот на општина Струмица ќе биде предложена и донесена акциона програма за работа посебно на тој план, на планот на интегрирањето. Да кажеме доста на карањето, да кажеме доста на закачањето и тепање. Ние како општина Струмица немаме некои вакви големи проблеми како што ги имаат другите општини во Република Македонија, но секако на тој план сакаме уште повеќе да создадеме еден соживот меѓу младата популација, и тоа преку овие форми кои опфаќаат секојдневно комуницирање и работа заедничка за она што се вели национална култура на другарчето, припадник, да кажеме, на турската народност, ромската народност, србите, албанците, преку учење и на одредено познавање и на јазикот на своето другарче, кога се среќава да си каже добар ден, на јазикот на другарчето кој го зборува, и секако посебен акцент треба да се стави на соживотот и односот на самите наставници кои работат во училиштата со двојазична или тројазична настава во Република Македонија, а ние во општина Струмица имаме двојазични училишта, како што е познато, да не ги наведувам. Колку овие проекти придонесуваат за сожителство меѓу овие ученици од различни етникум? Бидејќи општина Струмица конкретно за нашата општина, меѓу првите во Република Македонија кој се вклучи во проектот, да кажем, од Нансен диалог финансиран од Норвешка, а сега оваа изложба повторно ја финансира Кралството Норвешка. Имаме неколку години работа на тој план заедно во одредени училишта и се разбери други проекти, да не ги напомнувам. Се чувствува и тоа се гледа кога одиме ние, а тоа е граѓаните и родителите од тие училишта, каде што се реализираат проектите, го имаме почувствувано во самото дружење на учениците. Децата кои се опфатени во проектите за мултиетничко образование, верувајте, имаат многу поголем другарски однос за разлика од другите ученици кои исто така припаѓаат на мултиетнички паралелки или двојазично образование. Самото дружење, самото посетување на одредени празници во домовите на учениците, и јас би кажала овдека ова е многу позитивно и давам препорака училиштата кои имаат
posebno kod ovih učilišta koji imaju učenici od 2 ili 3 narodnosti, da se založi nastavниот кадар да работи уште повеќе, затоа што придобивките се многу големи. И секако благодарност можам да кажам кон градоначалникот на општина Струмица, што за оваа цел со еден збор наменува секој месец одреден износ на средства за успешно работење на овие проекти.